Следите ново издание на регионалните вести. 46 годишен гостиварец го загуби животот при уривање на куќа во Врапчиште, откако врз него паднала бетонска плоча. Ова е трета жртва годинава на несреќа при работа во гостиварскиот регион. Трагедија во Врапчиште, работник загина при рушење на куќа. Ова е трета жртва на несреќа при работа годинава на подрачјето на Гостивар. Како што соопштуваат од полицијата, настанот се случил вчера околу 16 часот. При уривањето на куќата врз 46 годишниот гостиварец паднала бетонската плоча од соба на првиот кат. Од нанесените тешки телесни повреди починал на лице место. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршиле увид и се преземаат мерки за целосно расчистување под кои околности се случила несреќата. Полициската статистика говори дека годинава во Гостиварскиот регион регистрирани се вкупно 13 несреќи при работа, од кои 3 завршиле со смрт. 10 лица се здобиле со тешки телесни повреди, едно со лесни, а едно поминало без повреди. Поголемиот број од несреќите се случиле во селата, најчесто при изведување на градежни активности, како што и последниот случај во Врапчиште. На прво место, како причина за ваквите несреќи, се наведува невниманието, а потоа следува непридржување кон заштитните мерки и стандарди. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Акција низ спортските обложувалници во Тетово и Тетовско спровеле полицијата и управата за јавни приходи. Се утврдувало дали тие ја вршат работата согласно законот. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со континуираните активности за откривање и законско санкционирање на нелегалните спортски обложувалници на подрачјето, кои приредуваат игри на среќа без потребните документи. Во содејство со управата за јавни приходи, вчера вечер од 17 до 24 часот беше спроведена уште една акциска контрола со која вкупно беа опфатени 4 објекти во Тетово, Нераште, Рата и Камењане. Во акциската контрола пронајдени и со потврда одземени се 16 телевизори, 6 компјутерски куќишта, 7 монитори, 6 мали печатари, 3 читачи, 3 апарати за игри со кучиња, 2 тастатури и исто толку мауси. Пронајдената опрема во контролираните обложувалници е фотодокументирана, а веќе се идентификувани и двајца од организаторите на игрите на среќа, кои денеска ќе бидат повикани во секторот за внатрешни работи Тетово, информираат од тетовската полиција. По целосното расчистување на сите поединости поврзани со 4 обложувалници, против нивните сопственици ќе следуваат соодветни пријави. Јавна средба на тема прогласување на Шарпланина за национален парк се одржа во Тетово во организација на Граѓанската асоциација Мост и партнер организацијата и Сдружение Центар за демократски развој и интеграција од Тетово. Целта на настанот е да се поттикне дебатата меѓу граѓаните од Тетово и избраните представници за ова прашање. Придобивките од прогласувањето на Шарпланина за национален парк е од голема важност за локалното население кое живее во оваа планинска област, а корист има и градот и целата држава. Ова се ставовите на учесниците на мобилниот парламент кој денеска се одржа во Тетово со наслов Прогласување на Шарпланина за национален парк во организација на Граѓанската асоциација Мост и партнер организацијата и Сдруженијето Центар за демократски развој и интеграција од Тетово. Целта на денешната средба е можноста граѓаните преку своји предлози и мислења да дадат свој придонес и да учествуваат во носењето на одлуки на национално и локално ниво. Целата идеја е да се направи директна комуникација помеѓу граѓаните и институциите, односно парламентарците. Се она што овдека се дебатира, се кажува, потоа се испраќа до сите пратеници во парламентот, до сите институции, зборуваме за проблеми кои што најмногу ги засегаат граѓаните. Секогаш преднос имаат граѓаните, ги образложуваат проблемите, а потоа се обидуваме преку институциите да дојдеме до решение. Во овој циклус работевме неколку теми, клучни беа, направивме некаде вкупно до сега над 100 средби се направени во овие 10 години, а сега да речеме имавме, мислам дека ова е 18-та средба во овој последен циклус.
Теми кои што се работеа беше загадувањето, животната средина, потоа родовата еднаквост, миграциите, земјоделието, руралниот развој, така што во Тетово ова е втора средба, првата средба беше за загадувањето. Ова средба е за Националниот парк Шар планина, или како да дојдеме до тоа. На денешната средба учествуваше пратеничката од ВМРО ДПМН Светлана Карапетрова. Таа истакна дека ќе ги поддржи сите предлози и активности Шар планина што поскоро да се прогласи за национален парк. Значи денеска сум посебно горда што сум овде со сите граѓански здруженија, со сите иницијативата за национален парк Шар планина, бидејќи Шар планина тоа го заслужуваше многу одамна, но никогаш не е доцна. Сакам оваа иницијатива да се спроведе во целост. Ја поддржувам се иницијативата за да се доколку треба законски решенија во Собранието на Република Македонија. Јас како пратеник и моите колеги пратеници од Тетовскиот регион да допринесеме што е можно побрзо да се реализира овој проект. Флората и фауната во на Шар планина заслужува да се заштити, бидејќи има видови на животни и растенија кои што само виреат во овој регион. Посебно е важна Шар планина за нашиот регион, бидејќи знаејќи го загаденоста на воздухот и дивата сеча што се спроведува на Шар планина, сметам дека ќе се стави крај на сите тие злодела кои се прават на нашата убавица. И тука сум од овој момент и се понатаму што треба ќе направиме да го заокружиме проектот. Од Министерството за животна средина на денешниот мобилен парламент изјавија дека се изработува студија за валоризација на вредностите на Шар планина, која ќе биде основ за прогласување на ова подрачје за заштитено. Студијата ќе ги дефинира границите на паркот, управувањето, користењето, вредноста на биодиверзитетот и слично. Шарпланинскиот масив изобилува со голем број на природни езера, 30 на планински врвови над 2000 метри, 200 видови птици, околу 150 разни пеперутки. Доколку Шар планина се прогласи за национален парк, Македонија би добила 4 заштитени подрачја, кои би сочинувале 12% незината вкупна територија. Во Тетово денес се одржа јавна дебата посветена на правата и одговорностите при комуникација на интернет. При тоа беше представена анализата за институционалната и за правната рамка во која функционираат онлайн медиумите во Македонија, изработена од Македонскиот институт за медиуми. Македонија има добра легислатива што го овозможува правното функционирање на субјектите во интернет комуникацијата, но потребно е подобро спроведување на законите од аспект на неселективноста, покажува анализата на Македонскиот институт за медиуми, за институционалната и за правната рамка во која функционираат онлайн медиумите во земјава. Анализата денес беше презентирана во Тетово на јавна дебата, посветена на правата и одговорностите при комуникација на интернет, на која учество зедоа и представници на медиумите и на граѓанските организации од градот. Повод за денешната дебата е објавената анализа за институционалната и за правната рамка во која што функционираат интернет медиумите. Таа анализа ја подготвувавме изминативе неколку месеци во рамки на овој проект. И токму денес сакаме да ги продискутираме наодите, заклучоците и препораките од анализата, но и да ги чуеме мислењата и искуствата на новинарите од Тетово, представниците на граѓанските организации, на институциите, на активистите во однос на нивните искуства што ги имаат при комуникација и при информирање преку интернет. Анализата покажува дека се погрешни перцепциите и тврдењата дека интернет медиумите се исклучени од сите закони и од секаква одговорност. Напротив, анализата покажува дека во Македонија има доволно добра легислатива која е применлива и во онлайн сферата, но од друга страна се детектираат проблеми при спроведување на постоечката легислатива, особено од аспект на неселективно, правично и пропорционално спроведување на постоечките закони. Така, например, анализата покажува дека кривичниот законник не се спроведува целосно во делот на интернет комуникациите, особено оној дел од законникот кој санкционира поттикнување на омраза преку интернет. Ние во земјава немаме ниту еден случај на покрената постапка поради ширење на говор на омраза на интернет, иако сме свесни дека тој говор е присутен во медиумиве на интернет, било на портали, а особено на социјалните мрежи. Иако на интернетот постои говорот на омраза, ниту една државна институција нема преземено никакви мерки против одредени сторители, вели адвокатот Лазар Сандев.
Во текот на истражувањето дознавме дека голем број од собствениците на интернет порталите во Република Македонија не се свесни за правните последици кои што ги има врз нивното работење. Голем број од нив не се свесни дека законите кои што важат за сите трговски друштва важат и за нив, во смисла нели на работа согласно даночно право, работа согласно трговски друштва и така натаму. Исто така видовме дека голем број од интернет порталите сметаат дека одредени закони, како законот за клевета и навреда, закон кривичниот законник, дискриминација, авторски права, дека не важат за нив, што всушност нели правилата што важат офлайн треба и онлайн да важат. Гледаме дека има голем број на прекршувања на моделот на авторските права, каде што се превземаат фотографии сторени од други, каде што се превземаат текстови или публикации од други новинари или од други истражувачи, или од други автори, каде што не се наведува изворот, не се наведува од каде е таа информација и така натаму. Во поглед на говорот на омраза забележавме дека е се поприсутен, но за жал ниту една државна институција, особено јавното обвинителство, нема превземено никакви мерки против одредени сторители. Сметаме дека тука државата треба да даде многу поголема заштита, бидејќи увидуваме дека говорот на омраза од социјалните мрежи или од интернетот се префрла и на спортски надпревари, се префрла и во социјалниот живот помеѓу младите, особено највеќе. Јавната дебата се организира како дел од проектот Македонија во дигиталната ера, меѓу правата и одговорностите при комуницирањето на интернет, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми со делумна финансиска поддршка од амбасадата на Соединетите Американски држави. Мајор Игор Спасеновски е новиот командант на 3-тиот механизиран пешадиски батальон на армијата на Република Македонија. Должноста денес ја презеде на свечена церемонија во касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Со примопредавање на военото знаме денес во касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово беше примопредадена и должноста командант на 3-тиот механизиран пешадиски батальон на армијата на Република Македонија. Нов командант е мајор Игор Спасеновски, кој доаѓа на местото на досегашниот командант подполковник Атанас Спановски. На свечената церемонија присуствуваа и представници од локалните самоуправи, верските заедници, партиите, културниот и приватниот сектор. Денес со задоволство ви се обраќам за последен пат како командант на единицата. Кога пред точно 2 години ја примив должноста, јасно ви дадов до знаење дека ќе работиме посветено за да постигнеме што подобра подготвеност на единицата за извршување на доделената мисија. И покрај предизвиците со кои се соочувавме, успеавме да стигнеме подалеку и да се искачиме повисоко. Марширавме подолго, гаѓавме почесто, вежбавме напорно и интензивно. Почитувани гости, дозволете ми да истакнам дека пред вас стојат луѓе кои со професионален однос, лојалност и одговорност при извршување на поставените задачи постигнаа високи резултати. Учествуваа во меѓународни мисии и операции. Им помагаа на државните институции во време на криза. Беа оценувани, учествуваа на повеќе здружени вежби. На почетокот, дозволете ми јавно да им се заблагодарам на моите предпоставени команданти за довербата која ми окажаа со поставувањето на оваа одговорна должност. Да се биде командант на ваква, по успеси препознатлива единица во АРМА е предизвик сам по себе. Сметам дека сум подготвен да одговорам на овој предизвик и сакам да ве уверам дека ќе го дадам својот максимум и ќе го употребам целокупното досегашно знаење и искуство за да оваа единица продолжи по својот зацртан пат и постигнува уште подобри резултати во идни. При тоа, мојот правец на дејство ќе биде еден и единствен. Води со личен пример. Исто така, од друга страна, сакам да напоменам и дека сметам на вашата несебична поддршка во наменувањето на сите ограничувачки фактори од објективна природа кои ќе се појават во текот на извршувањето на задачите, а кои единицата не ќе може да ги премости со сопствени сили и средства. Почитувани старешини и војници припадници на батальонот, предпоставувам дека емотивно и професионално во исто време
не ви е лесно да се разделите со вашиот досегашен командант, подполковникот Пановски, со чие лидерство успешно одговоривте на сите поставени задачи пред единицата. Тој е исклучителен човек и офицер и за мене ќе биде вистински предизвик да ги следам или надминам неговите резултати во работата. Но сепак мислам дека се служувате со мене дека истиот заслужено оди на друга важна должност во Генералштабот на армијата на Република Македонија после бурниот период поминат овде со вас. Мајор Игор Спасеновски е роден во 1978 година во Охрид. Воена академија завршил во Скопје, покрај многуте курсеви и специализации се едуцирал и во Германија. Добитник е на многу награди и признанија. Последното негово ангажирање беше во мисијата Алтеја во Босна и Херцеговина, пошто е назначен за командант на 3-тиот механизиран пешадиски баталјон во касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Во рамки на проектот Безбедност во училиштата за меѓуетнички соживот и толеранција, во Гостивар се одржа турнир во одбојка за средношколците. Првото место го освои гимназијата, второто економското училиште, а третото средното медицинско. Гостиварските средношколци вчера и денес спортуваа под мотото "Навивај спортски без навреди и насилство". Дводневниот турнир во одбојка беше организиран во рамки на проектот Безбедност во училиштата за меѓуетнички соживот и толеранција, што заеднички го реализираат полицијата, локалната самоуправа и ОПСЕ. Овие настани се организирани од страна на полиција и ОПСЕ, значи со цел за зближување и здружување на мултиетничноста во град Гостивар. По втор пат овој надпревар се одржуваат и зема традиција се понатаму и понатаму се одржуваат и за поздравување со овие настани, бидејќи младите се повеќе и повеќе се активни со спорт, се занимаваат, ги напуштаат лошите пороци што земаат голем за жал во денешно време. Значи се избегнуваат кафетериите и сето тоа, значи е за едно големо поздравување и понатаму да се организираат што помасовно и во останатите градови за да се прошират ваквиот тип на надпревари. На турнирот најдобра беше екипата од гимназијата, на второто место се пласираше тимот на економското училиште, а на трето медицинарите. Во рамки на истиот проект изминатиот период беа одржани и предавања во училиштата. Полициски службеници ги запознаа учениците со законот за спречување насилство на спортски надпревари и недолично однесување, како и со законски казни предвидени за предизвикување и учество во нарушување на јавниот ред и мир во училиштата. Ваков турнир во одбојка претходно се организираше и за тетовските средношколци. Со активностите на проектот вкупно биле офатени 4000 ученици во Гостивар и во Тетово. Екс-директорот на УБК Сашо Мијалков денеска не дојде на седницата на анкетната комисија на која требаше да биде сослушан во врска со незаконското прислушување на граѓаните. На денешната седница не дојдоа ниту пратениците од ВМРО ДПМН Павле Саздов, ниту Лиле Затуровска, како ни пратениците на ДУИ-ДП. И денеска продолжуваат расправите околу деловникот за работата на анкетната комисија. Се очекуваше дека денеска Мијалков нема да се појави, како што претходно не се појавија ниту премиерот Никола Груевски и вице-премиерот Зоран Ставрески, кои писмено го одложија нивното сослушување, а вчера не дојде ни Мартин Протуѓер од кабинетот на премиерот, следна што треба да се појави на сослушување е поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Министерството за финансии за вторник најави нова аукција на државни хартии од вредност. Овој пат планот е новото задолжување кај домашните кредитори да изнесува 30 милиони денари, односно близу 488.000 евра. Исто толку пари државата треба да врати до 22 декември. Според планот на задолжување објавен на веб локацијата на Министерството за финансии ќе бидат организирани две аукции на државни хартии од вредност во износ од по 244.000 евра. Едната е со рок на доспевање од 10 години, а другата со рок од 1 година. Освен аукцијата закажана за следниот вторник до крајот на годинава, според календарот е планирана уште една аукција на државни хартии од вредност.
Шефот на српската дипломатија Ивица Дачич изјави дека не гледа причина за забелешките од Скопје во врска со таблата со ознака БРМ поставена на делницата на коридорот 10. Ним сега им пречи таблата, а нам не треба да не пречи што во УНЕСКО гласаа за прием на Косово, праша Дачич. Како што пренесуваат српските медиуми, Дачич рекол дека овие аргументи ги изнела и српската амбасадорка во Скопје на состанокот со македонското МНР, каде и бил пренесен устниот демарш поради поставената табла. Францускиот министер за надворешни работи Лорен Фабиус изјави денеска дека разговорите во Париз за постигнување меѓународна спогодба за борбата против климатските промени ќе бидат продолжени за еден ден со цел да се премостат одредени спорни прашања. Тој најави дека утре ќе биде презентиран нов нацрт документ за кој изрази надеж дека ќе биде постигнат договор. При воздушен напад на меѓународната коалиција предводена од САД на територијата на Ирак загина министерот за финансии на терористичката група Исламска држава и уште 20 нејзини лидери, изјави портпаролот на Пентагон полковник Стив Ворен. Тој посочи дека во нападите извршени во последните неколку недели убиен е Абу Салах, одговорен за финансиските операции на Исламска држава. Во нападите загинало и лицето одговорно за рекетирање и собирање на даноци од локалното население. Повеќе сириски опозицијски групи се согласија да се сретнат со владата во наредниот месец на разговори за политичко решавање на 5-годишната граѓанска војна. По дводневните разговори, спонзорирани од Саудиска Арабија, над 100 делегати, започнувајќи од секуларни политичари во Дамаск до екстремни исламистички бунтовници, се согласија на мировни преговори со владата на председателот Башар ал-Асад. Сепак опозицијата поставила еден голем услов за нејзино учество на преговорите. Башар ал-Асад и неговите соработници да ја напуштат владата во почетокот на транзицијскиот период со цел да се организираат демократски избори. Вашингтон го поздрави договорот како важен чекор кон мир во Сирија. Денес имавме облачно време. Утринските температури се движеа од 0 до 3, а дневните од 4 до 6 степени. Утре не очекува претежно ведро време со услови за утринска магла. Утринските температури ќе се движат од -1 до 2, а дневните од 3 до 6 степени. Дојдовме и до крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.